Јас сега ќе ве замолам да се поделите во парови и да се договорите. Едниот од вас да замисли фраза една од два збора и преку пантомима да му ја објаснува на вториот, а вториот да погоди фразата. Можеме? Ајде. Ева да видам вие како тоа го да ни презентирате и демонстрирате еден ваш пример. Јас гледам. И јас ја гледам да се чините. Браво! Многу убаво. И сега, ева тебе нешто ќе те прашам. Што тебе ти беше водич во погодувањето на она што го имаше името, на она што го имаше замислено од Сара? Со што го разбираше ти тоа? Преку што? Гестикулација, имаше нешто друго? А имаше пантомима, малку со рацете, нели ти црташе, па со мимики, со лицето твое. И сега дали ќе се подсетиш ти или некој друг може би од вас, во музиката има едно музичко дело во кое содржината се изразува преку танци, стимулација, пантомима, мимика. Марк повели да. Тоа е музичкото сценско дело балет. Благодарам се. Кратко обрнете внимание, со што се исполнува оваа музика. Така, гледам со нетрпение, веќе ги подкренавте ливчињата, повелете. Точно така. И еве сега, Теодора, стани и кажи ми ти каков вид на музика е ова? Повели? Ова е инструментална музика. Инструментална. Така, затоа што се исполнува со инструменти. Ние, деца, имаме задача да се запознаеме со рускиот композитор Петар Илиј Чајковски. А сега, линкот ќе ви го напишам на кој вие ќе можете да најдете податоци и слики за тој композитор и ќе треба да направиме, значи, една куса презентација за животот, биографијата и творештвото на композиторот Петар Илиј Чајковски. Ако некој нешто не има јасно, слободно нека ме повика. Не, ама види, тебе ти доаѓа тука на зашто со македонска? Ама видите, каква се информации за Петар Илиј Чајковски.
Ја пронајдов дека тој кога е роден и кои се негови познати дела. Исто така најдов дека тој е познат во рускиот балет и тие информации јас ги селектирав и исто така и ставив слика од него. Значи, јас имам за задача да најдам податоци за Петар Илич Чајковски. Петар Илич Чајковски бил роден во Камско, во Воткингс, на 7 мај 1840 година, а умрел во Петроград на 6 ноември 1893 година. Петар Илич Чајковски бил еден од најголемите руски композитори. Најпознати негови опери биле Евгений Огненин и Пикова дама, додека пак негови најпознати балети биле Орева кршачка, Лебедово езеро и Заспаната убавица. Исто така негово најпознато дело бил циклусот на годишните времиња. Тоа беше за Петар Илич Чајковски и за неговите дела. Познат руски композитор, роден на 7 мај 1840 година, а починал на 6 ноември. Тој бил еден од најголемите руски композитори и симфоничари, кои со своите креации ја одбележал ерата на доцниот век. Ја одбележал ерата на доцниот романтизам. Овој композитор признал за развојот на рускиот балет. Негови познати дела се Евгений Онегин и Пиковата дама, а неговите 3 балети Орева кршачка, Лебедово езеро и Заспаната убавица, кои биле едни од најизведуваните балети на сите времиња. Познато и неговото дело циклусот на годишните времиња. Петар Илич Чајковски е роден 7 мај 1840 година во Водинкс, додека починал на 6 ноември 1893 година во Петроград. Исто така, тој има напишано многу балети, има напишано многу опери, едни од нив најпознати се Евгений Онегин и Пиковата дама. А неговите 3 балети Орева кршачка, Лебедово езеро и Заспаната убавица се едни од најизведуваните балети на сите времиња. Познато негово дело и циклусот годишните времиња. Еве фотографија од него. Тоа е накратко за Петар Илич Чајковски. Сега што може да заклучиме? Со кој композитор денеска ние се запознавме? Името на композиторот, повели Тамара? Ние денеска се запознавме со Петар Илич Чајковски. Што бил Петар Илич Чајковски? Познат руски композитор. Благодарам. Какви музички дела пишувал тој? Повели Стефане? Тој пишувал опера и балет. Само опера и балети? Не имал и многу циклуси. Во кое време живеел композиторот Петар Илич Чајковски? Во времето на романтизм. Така. Сега ќе ве замолам вашите изготвени документи да ги пратите на мојот мејл, кој ќе ви го запишам сега на табла. Благодарам.